Здраво, ова е 191-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Меморија на Апичат Понг Вересета Кул, во кој станува збор за Джесика Холанд, глумена од Тилда Свинтон, шотландјанка која престојува во Медиин, во Колумбија, ботаничарка која продава орхидеи и е во посета на незината сестра Керен во Богота, која се наоѓа во болница поради мистериозна респираторна болест. Една ноќ пред мугри таа е разбудена од еден силен абразивен звук. Не може да го најде избориштето на овој татнеш, кој во текот на незиниот престој и спознавање на животот во дождовните шуми во Колумбија започнува да се манифестира и преку ден, односно немотивирано да се прикрадува до неа, дури и во ситуација во која е обкружена со луѓе и само таа може да го наслушне. Тоа значи дека таа ќе се обиде да го најде местото од кое звукот понира, но за да дојде до таа местност мора најпрвен да го репродуцира, а потоа да дознае дел од културното наследство на државата во која се наоѓа. Може би е во прашање нејзина психоза и начнување на оддалечувањето над разумот. Колку што мене ќе ми биде проблематично со помош на зборовите да ви го опишам громогласниот и засекувачки звучен удар, толку ќе биде и на Тилда проблематично на звучниот инженер Хернан да му објасни за каков продирачки звук станува збор, со оглед на тоа што таа дополнително потенцира дека тоа е порозен татнеш кој се извива од јадрото на земјата. Првиот сат од филмот следиме мистериозна потрага по дефинирање на звукот, а останатиот дел е потера за неговото лоцирање на еманирањето. Оваа авантура подразбира дојдинката да се изложи на палеонтолошките ископини на скелетите од античка доба, да спознае како се одвива животот на обичните луѓе и да вкуси од културните пространства кои може да ги понуди Колумбија, односно да посети изведба на камерен џез состав, да прошета низ музеите и да посведочи на ликовни поставки. Додека сум кај одличен џез перформанс, многу сум благодарен на Апичат Понг, што овие музички интервенции ги реши на овој начин, наместо да се врзува за мюзиклот и за фолклорните напеви од Тајланд, како во минатото. Тоа не значи дека се отклонува од останатиот препознатлив маниризам, што е потполно оправдливо за ова дело. Имено, употребува најразлични препознатливи начела од неговата филмографија, кои денес се веќе белези на неговата филмска поетика. Таква индикација е присуството на војниците, докторите и болниците кои се негов втор дом, со оглед на тоа што неговите родители се доктори, потоа постапката во која се прави шематски контрапункт помеѓу престојот во урбаната средина и преминот во руралните предели во завршниот сегмент на делото, кај што се крие корпус на фантастични елементи. Оваа негова концепција од секогаш ми се допаѓала во неговиот стилски израз и колку и да е тавтолошка нишка низ годините со незината репетативна постановка, таа секогаш буди благопријатни импулси кај мене и ја збогатува творбата на визуелен план со оглед на тоа што можеме да посведочиме на тенденциозно трансцендентирање од еден стадиум на постојање во друг. Ова одредница му дава значајнска посебност на делото кое одскокнува од другите творби на неговите колеги. Постулатите на елементите кои ги рефлектираат фантазмагоричните инстанци најмногу ми го привлекува вниманието во делата на Апичат Понг, затоа што дивината на природата во неговите филмови е магична и нескротлива. Таа крие мноштво на зачудувачки мистерии кои се недопирливи за човекот. Па неретко ликовите смогнуваат сила да спроведат сталкеровски продирања во волшебните шуми на Тајланд, кои ги замени со Амазон во неговиот нов филм. Штета што нема визуелен приказ на обредните церемонијали кои ги практикувале домородците, односно невидливите луѓе, магиски инкантации со кои ги држеле настрана туѓинците, кои ги посочува сестрата на Джесика. Баш би сакал да бидат отелотворени и овие чинодействија, но таков е Апичат Понг, пушта водичка во неколку наврати во контекст на разнообразни митови кои ги заговара, кои остануваат само како декор, недопрена алузија. Тилда е талкач во непозната држава, таа е потонета во бескрајен солипсизам, обезволена и отуѓена, немост амплифицирана од теговата која носи мистериозниот звук, кој е недофатлив и представува дисонанца на реалноста, одличие кое го символизира продорот на надприродното во монденското и тривијалното. Звукот надразнува едно сетило, но и тој може да биде носител и катализатор на потиснати спомени.
Впрочем, со чии фреквенции може Тилда да се поистовети во урбаниот свет? Не сме запознаени со незиното минато во дета, но делува како скинат плод кој си го бара своето место за душевна конекција со природата и општеството. Звукот кој го истражува Тилда е застрашувачки и умее да произведе ирационални секвенции кои допираат до жанровски тропи, да не речам екстензивна употреба на джамскер во права смисла на зборот, кој се појавува 55 пати во филмот. Секако дека помладиот Хернан Бедоја, инженерот од студиото глумено од Хуан Пабло Урего, и постариот Хернан од Дивината, човек од Хардиск, аскетот глумен од Елкин Диаз, се енигматична појава во филмот, посебно кога ќе се постават еден наспроти друг, како што Апичат Понг знае да паралелизира минати и идни животи во реалноста. Еден човек од две различни димензии. Секако дека средбата во Дивинат, кај што пие ракија со Тилда, наликуваше на сцена од македонски народни приказни. Не знам колку сум способен да ги резонирам политичките превирања и импликации и немири на Колумбија или нивното историско и културно наследство кое го допира и меморија. Не знам и колку Апичат Понг е свесен за нив или тој како нас е дојденец во таа земја, кај што ги бара паралелите со својата. Несомнено дека мора да се обрне внимание на медитативниот тон и зен пристапот на неговата кинематографија. Снимателот на филмот, неговиот верен соработник, Сајомбу Мукедепром, кој започна да го користи Лука Гваданио во Call Me By Your Name и Suspiria, стави 35 мм Kodak Vision 3 филмска лента во Eric MLT, се опреми со куклеќи и замина во прашумата да снима воодушевувачки кадри со императив да бидат доловени со екстремна фиксираност на камерата. Тој успева да долови слика на Богота, во која Тилда е како риба во аквариум, странец кој е обиколено од празнината на просториите во кои се наоѓа, односно негативниот простор ја отсликува и незината душевна празнина. Тоа па значи дека филмот има голема оддишка помеѓу кадар секвенциите. Тука доаѓаме и до неговиот долгогодишен тајландски монтажер Ли Чатаметикул, кој многу добро знае и умее да постигне спорадичен тон каков што има зацртано Апичат Понг, иако нема простор за интервенција во долгите и монотонни секвенции. За да се постигне овој начин на снимање, круцијално е актерите да се навикнат да говорат поспоро, да се движат успорено, за да се долови сонливиот квалитет на творбата на кој се цели, да се произведе заумно действие пред се. Меѓутоа, сцената во која пронајдениот човек си легнува во тревата и го гледаме како си дремнува на 15 минути, сметам дека е ладнокрвна провокација кога го гледате филмот на филмски фестивал во 1 часот по полноќ и почнувате да му завидувате на човекот како тој безгрижно си спие, а вие се мачите да ги држите отворени очите и да го гледате како спие, а вас ви се спие, ви се плаче. Несомнено дека филмот е предолг и нема аргумент кој може да го оправда овој збир на кадри, затоа што доколку би се направила една наменска редукција на материјалот, би се отстранило декоративното сало, тогаш тврдам дека ќе го погледнеме најквалитетниот филм на Вера Сетакул. Во оваа форма сметам дека не е доволно добро обликуван за да се здобие со таа титула, затоа што меандрира на повеќе обележја кои не придонесуваат во комплетирањето на целината или движењето на делото напред. Музиката е диегетска во филмовите на Вера Сетакул, така што интервенциите на композиторот Сезар Лопес се воочливи во завршницата. Морам да прокоментирам и за научно-фантастичниот епилог, затоа што ме мачеше неколку денови, бидејќи отвара една нова димензија, за која не е дискутабилно дали ја има најдено оправданоста, односно клучот за одгатнување на загадката, за разлика од останатите филмови, тука е поподатлив, концизен и упростен за да биде разбилив за западниот пазар. Немам проблем со формулацијата, напротив, двојбите никнуваат во доменот во кој не кореспондираат тие решенија, односно не се наговестени во изминатите 2 часа од филмот, но од друга страна тоа е и моќта на пресвртот, да го стави гледачот во неизвестност и да фрли ново светло во енигматските пространства. Кога му го погледна првиот филм на Апичат Понг, веднаш согледав дека ова решение воопшто не му било далечно за него уште на зачетокот на неговата филмска кариера и деловите од сложувалката си дојдоа на своето место. Противењето кај мене секогаш ќе се јавува при употребата на компјутерски генериран ефект. Во филм во кој се обидува да ги нагласи волшебствата на недопрената природа, немам проблем што замина во научно-фантастичните води филмот во разрешницата, напротив,
Појавувањето на мистериозниот објект на планне ми создаде визуелна аверзија, иако неговиот избор е на место. Тоа што го помешал фолдерот со фотографии од небото и природата за на Инстаграм со тие во кои се наоѓал крајот на филмот е нешто друго. Спориот ритам и епилогот убеден сум дека ќе ја поделат публиката. Како што веќе напоменав, дистинкцијата, односно дихотомијата помеѓу урбаното и руралното отсекогаш постоела во импресионистичката филмска поетика на Пичат Понг Вересета Кул. Тој слика со емоции го аболицира рационалното со интенции да продре до духовното во хипнотичните филмови. Поигрувањето со сеќавањата, живеењето на паралелните животи во сегашноста и минатото, помеѓу живите и мртвите, се предложка на езотеричниот Uncle Bome Who Can Recall His Past Lives од 2010 година и херметичниот Cemetery of Splendor од 2015 година. Кариерата ја започнува со надреалната докуфикција Mysterious Object At Noon од 2020 година, кај што субјектите прават низа на сугестии за течението на имагинарната приказна, а вниманието на Канскиот фестивал го добива уште со еротскиот Bliss for Yours од 2002 година, филм со прекрасна телесна екзалтација, на кој се надоврзува со екстравагантниот Grindhouse филм The Adventures of Iron Pussy од наредната година, за да се врати со еден од неговите најквалитетни филмови, геј романсата Tropical Melody, која преминува во прекрасна сталкеровска фантазмагорија од 2004 година, која ја надополнува со биографскиот Syndromes and the Century од 2006 година, посветен на љубовната врска на неговите родители. Mekong Hotel од 2012 година мене лично ми е најслабиот негов филм, иако на хартија делува привлечно, затоа што е дело за пристапување до подрачјето, кај што вампирките ги наоѓаат своите жртви, но летаргичниот пристап и кон ликовите и кон действието нема фасцинира. Иако има учено од великанот Бела Тар и се аспирира да снима долги кадри, но прекрасното движење на камерата во филмовите на Тар не дозволува ниту еден долг кадар да биде невпечатлив, констатација која што не можам да ја кажам за статичноста на камерата во Меморија, која дозволува да го слушнете состојаното срце биење. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, кај што се закити со награда од жирито. Потоа се прикажа во Мелбурн и New Horizons, а неколку денови по неговата премиера имавме ексклузивна можност да го погледнеме и во Македонија, односно на полноќната проекција на фестивалот Cinedis. Ова е медитативен филм во кој Тилда се спознава со етос на прикриен, мистериозен свет кој наоѓа закрила во нескротената дивина на Амазон. Енигматична потера по ненадејниот татнеш кој одеднаш се појавува и го преокупира незиниот живот, за на крајот да дознаеме зошто е таа избрана да интерпретира нечии сеќавања, доловени низ длабоки вдишувања и кадар секвенци со неподвижна камера во широки планови. Ако морам да го еволуирам, тогаш Меморија од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 191-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!